Благодарам што се озвавте на нашата покана да го направим ова кратко интервју. Јас би сакала да дадам воведни карактеристики на нашиот факултет. Значи, ние сме технолошко-технички факултет Велес, меѓутоа имаме дисперзирани студии во Кичево и во Битола. Факултетот е во состав на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ние сме единица на УКЛО и е формиран во 2008 година, започнувајќи прво со прв цикл студии и понатаму како се развиваше кадарот и како се развиваше факултетот, нудиме програми на втор цикл студии и следствено на трет цикл студии, односно докторски студии. Оно што би сакала да го истакнам е дека нудиме неколку програми, студиски програми, почнувајќи од прв цикл студии, тоа ние во Кичево, прехранбена технологија, биотехнологија и во Велес. И нудиме студиска програма нутриционизам, која што тука можам искрено да се пофалам дека ние сме првата високообразовна институција во Македонија која што ја отвори ова студиска програма во Македонија. Едуциравме кадри нутриционисти кои што сега можам слободно со гордост да кажам дека тие работат во институции и се веќе навистина јавни личности, така би рекла, добро познати помеѓу младите, па и помеѓу возрастната популација. Нутриционизмот не го нудиме само во Велес, во седиштето, каде што е седиштето на факултетот, туку и го нудиме во Битола, во дисперзираните студии Битола. Ќе се задржам сега, бидејќи ова телевизија од Кичево, телевизија Ускана, би сакала да кажам дека ова година ќе има уписи на дисперзираните студии во Кичево на насоката прехранбена технологија и биотехнологија. А кои се условите за запишување? Така. Условите за запишување се кај нас доаѓа, значи деца кои што може да се запишат, деца кои што учат во нашите околни гимназии од Кичево, од Струга, од Охрид и така натака околните места. Предност е тоа што, бидејќи се дисперзирани студии, партиципацијата е 100 евра по семестар. Треба да се, да имаат, може да се запишат и со државна матура, меѓутоа сега последните новини кои што ги прави Министерството за образование и наука заедно во комбинација со Државниот испитен центар и Бирото за развој на образование, може да се запишуваат и студенти кои што, односно матуранти кои што имаат завршено и стручна матура. Така да, јас тука би потенцирала дека од Кичево, оние студенти, односно ученици кои што имаат завршено медицински техничар или медицинска сестра, може да се запишат кај нас, хемиски лабораториски техничар, понатаму од училиштето Дрита, може да се запишат од насоката фармацевски техничар, понатаму во Македонски Брод, училиштето кое што Свети Наум Охридски, хотелско-туристички техничар, угостителски техничар, може исто така да се запишат на прехранбена технологија, биотехнологија и би ги споменала еве околните нели училишта кои што се од Охрид и од Струга. Исто така сега по последните новини тоа е дека техничар за козметичка нега и убавина може да се запише на нашиот факултет. Ова се ученици кои што имаат одбрана стручна матура. Меѓутоа условите за упис се како и претходните години исти, така да може да се запишат ученици со положена државна матура. Како е со кадар овој факултет во Кичево? Да. Искуството ни покажува дека и она анализа која што имаме направено на факултетот во изминатите години, можам навистина со гордост да кажам дека нашите студенти кои што имаат дипломирано на Технолошко-технички факултет Велес се навистина имаат стекнато многу високо знаење, обучувани, едуцирани од наставен кадар кој што и тука имаме за пофалба кои што се наградувани секоја година на Универзитетот Свети Климент Охридски, значи најдобри професори и учениците, односно студентите имаат можност за практична работа, соработка со стопанство,
учествува во проекти, научно-истражувачки проекти, така да тоа се спремни кадри кои што ние нели ги обучуваме, ги едуцираме и понатаму работат во навистина добри институции. Односно, еве би споменала неколку од искуството кое што ги имаме минатата година. Тоа се студенти кои што работат, да речем, во државни, јавни институции. Зошто? Затоа што нашето звање кое што го добиваат, им го даваме како диплома и го стекнуваат на нашиот факултет, е дипломиран инженер-технолог од областа на прехранбена технологија, биотехнологија или од областа нутриционизам. Така да ова им е едно уникатно звање, би кажала, кои што можат, тие се во исто време инженери и технолози и работат, како што напомена, во државни, јавни институции, приватен сектор. Имаме студенти кои што еве би ги спомнало прехранбена технологија, биотехнологија, кои што се на високи менаџерски позиции во многу познати, да речем, прехранбена индустрија, не би ги сега коментирала јавно, меѓутоа навистина познати институции кои што ние имаме подпишан меморандум за соработка, зборувам врвни институции во Македонија. Но Само кажено, многу полесно е вработувањето после завршување. Така е, апсолутно така е, да. Значи, студентите се прифатени добро од институциите и од приватниот сектор, меѓутоа би споменала дека ние имаме студенти кои што живеат и веќе работат во странство, во надворешните, во странство кои што навистина, значи таму факултетот препознае. Така да тоа се навистина спремни кадри. Виканки, кои се условите во факултетот и дали имате некој барање до надлежните за формирање на кабинети, за практично предавање да е по-комплетирано? Така, благодарам. Да, значи, кои се условите? Факултетот ги нуди сите услови кои што се потребни за, да речем, едукација, високообразовна институција. Во Велес, во факултет во Велес, каде што ни седиштето на факултетот имаме современи лаборатории кои што се опремени со врвни инструменти, каде што може студентите да ги користат, да истражуваат за нивните дипломски работи, магистерски, докторски истражувања, меѓутоа не само тоа, и да бидат вклучени во проекти каде што ја развиваме таа научно-истражувачка работа. Така да, сето она практична настава која што треба студентите, практично знање кој што треба студентите да го имаат во нивното студирање, тоа им го овозможуваме. Друго исто така би сакала да напоменам тука соработката со стопанството. Ние имаме подпишано меморандуми за соработка и со индустрии, каде што студентите не само за нивното вработување, туку може додека студираат, бидејќи таа е веќе практичната работа веќе им е задолжителна во 3-та и 4-та година, така да дел од летниот период го поминуваат и таму, буквално директно на терен во индустриите. Или не мора да е во индустрија, го поминуваат заедно со нутриционистите, така да имаат еден временски период за стекнување на практичната настава и практично знаење. Така. Еве конкретно ќе објаснам, значи студентите кои што имаат завршено нутриционизам, студиска програма нутриционизам, може да работат во научно-истражувачки организации, индустрија на храна, лаборатории за анализа на храна и развој на нови видови на храни. Она што ние го нудиме како факултет е тоа што секогаш ги следиме иновациите во науката на храна, така да нашите студенти и работат на проекти кои што или развиваат нови видови на храни, нови видови на иновативни производи. Понатаму може да работат нутриционистите во здравствени установи, во јавни служби, како што се проекти поврзани со различни влијанија на храна врз здравјето на човекот или на граѓаните, односно може да работат во јавни институции кои што директно можат да придонесат кон формирање на здрава популација, односно да учествуваат во тие нутритивни стратегии кои што треба да се одвиваат на индивидуално или на популационо ниво. Понатаму би кажала дека може да работат во институции кои што организирано нудат храни, тоа се значи хотели, ресторани, мензи, кетеринг служби и така натака.
може да работат во диет клубови, може да си работат индивидуално преку отворање на своји консултантски студија, па тука да работат индивидуално преку со клиентите. И би напоменала, бидејќи ова интервјуто акцент ставаме на првиот циклус студии, каде може да работат прехранбените инженери технолози, значи тие се едуцирани, односно имаат стекнато знаење, инженерски знаења кои што им се потребни да ги водат процесите, да речем постоечките или можеби да ги модифицираат одредени процеси при производство на некој, да речеме кондиторски, пекарски производ, млечен производ и така натака. Понатаму тие се квалификувани за контрола и подобрување на постоечките процеси и она што е тренд, значи креирање на нови технологии и нови иновативни производи, така да сето тоа тие ќе го стекнат како знаење на нашиот факултет. Меѓутоа, да не го заборавиме тука и квалитетот кој што треба да го има храната, односно производот, така да ќе имаат знаење да управуваат со квалитетот на одредени производи, од квалитет и безбедност на храна. Ова е само еден мал дел, односно вовед каде е иднината на нашите студенти, односно сегашните матуранти кои што се при избор на професија, идна професија. Така, за накрај, кој е вашиот апел до средношколците или поточно и нивните родители? Да, значи навистина би сакала да укажам да изборот на професија е многу значаен за младите посебно, бидејќи знам дека младите ќе го слушаат ова интервју, ќе допре до нив. Би сакала да направат добар избор, да знаат дека со изборот на Технолошко-технички факултет Велес и програмите кои што ние ги нудиме ќе имаат можности за работа во иднина, затоа што и ќе стекнат навистина високи знаења. Нека го направат изборот, нека бидат наши студенти и заедно да работиме и да напредуваме. Навистина ќе бидат задоволни од она што го нудиме како факултет.